Добар ден, криптоентузијасти, како што ветивме денеска многу интересно видео, тоа е 144-тото видео од нашиот напреден курс за техничка и фундаментална анализа, каде што ќе разговараме за американскиот долг и неговата девалвација преку стейблкоините и Genius актот. Односно овде ќе влеземе во детали зошто истиот беше донесен, на мое би рекол неизненадување, но дообјаснување зошто толку се брзаше да биде истиот донесен, овој да речем многу битен документ кој што моментално е дел од законодавството во Мурика и нормално ќе разговараме како сето тоа е нормално соодветно интегрирано во моментално економијата во Мурика, со тоа што Пеце ќе ни биде главниот пример денес, Пеце ќе ни биде експонатот за објаснување на сето ова што моментално гледаме, каде што прво ќе поминеме преку самиот термин девалвација и тоа девалвација на валута, која што води до девалвација на долгот на одредена држава, чекор по чекор. Но пред да почнеме, како и секогаш, само на кратко да направиме една мала анализа, мислам едно мало потсетување што доаѓа следно на нашиот канал. Значи ова денеска е специјалното неделно видео, во текот на следната недела распоредот е веќе направен. Вторник очекувајте Алко Инвести, среда макроекономија, многу битни би рекол случувања од макроекономската сфера. Во петок ќе имаме техничка анализа на пазарите, а сабота ќе имаме Пиперче каст, трета епизода, не на срем, на солу. Верувам дека ќе биде доста интересно да го прославиме 11 октомври, пак ќе кажем денот на почетокот на борбата на Македонија против фашизмот и првите пушки во Прилеп и Куманово. Така да се надевам дека ќе ни се приклучите, верувам дека ќе биде доста интересен лайвстрим. А пред да почнеме имаме само уште две подсетувања, меѓу кои првото е дека следното гостување на Гемиџија во CryptoHub Малта е веќе би рекол зацртано за 29 октомври. Со тоа што, како што знаете, ова е M2 Money Supply темата која што обработивме во Минхен, која што ќе биде овој пат обработена на англиски во CryptoHub Малта, а тоа е нели во однос на гостувањето во Малта, додека за разлика од тоа веќе имаме прилика план на тоа што ќе се случува со нашиот канал во текот на 2026 година. Значи добивме официјална покана од Цирих, верувале или не. Не се секирајте, битолчани се следни, тоа значи негде во пролетот 2026 година прво ќе гостуваме во Битола, ќе направиме офлайн митап, темата е веќе определена, имаше огромен интерес да биде преглед на циклусот 2022 до 2025 година, каде што целосно ќе го обработиме овој циклус, што сме направиле, како сме инвестирале, како се до тоа на крајот завршило, значи ќе имаме еден целосен преглед во една презентација на ова гостување во Битола, додека во се надевам истата пролет 2026 година ќе успееме и да го организираме Цирих офлайн митап. Значи имаше голем интерес, луѓе пројавија желба, така да дефинитивно од европските метрополи Цирих ќе биде следен. Веќе имаме, да речем, место кое што потенцијално ќе го искористиме блиску до Цирих за престој, а нормално ќе дадеме се од себе ова да биде организирано во Цирих. Пак, значи се уште немаме датуми, не се секирајте, нека заврши овој бул маркет, тоа е следен приоритет. Ќе се организира на време, ќе дознаете, се знаете дека овие работи ги организираме доста пред нивното реализирање и нормално во текот на лето 2026 година трета македонска криптоконференција како што е ред во Скопје овој пат, мислам дека е повеќе од потребно. Прво заради логистика, поголем дел од нашите гледачи се од Скопје, второ имаме многу повеќе опции за тоа каде да ја одржиме третата македонска криптоконференција, очекувајте гости од странство. Но нели, чекор по чекор ќе стигнеме до тоа, а денеска како што веќе ветивме, ќе разговараме за девалвација на американската валута, а со тоа и како истата се користи за девалвација на американскиот долг. Сега, прво ќе почнеме со би рекол една изрека на највисокиот представник за економија на Путин, кој што многу јасно и недвосмислено кажа дека американскиот би рекол стейблкоините ќе се користат со цел американскиот долг да се девалвира на глобално ниво. Реално дел од ова ми веќе беше познато. Значи имавме идеја како тоа ќе биде направено, но сега имаме многу подобри сознанија откако направивме соодветно истражување за ова конкретно случување. Со тоа што прво ќе го слушнеме највисокиот представник на Путин, сега да не му го сгрешам името, Антон Кобјаков. Антон, ете, гледате како значи, посе изгледа случајно ова.
И да видиме што ќе каже околу овој дел. Ова што ќе слушате е на англиски со цел да го разберете малку подобро. Значи The Economic Times го превел овој клип од Антон Кобјаков на англиски со вештачка интелигенција и верували или не, значи го проверив и рускиот и руската и англиската верзија, значи сето она што го зборува е исто. Да слушнеме што има да каже и да видиме од каде почнува сето ова како интрига која што ме натера да го направам ова истражување и да објасниме како ова теоретски Америка го замислува да биде искористено со цел девалвација на американскиот долг на глобално ниво. Right now, America is trying to change the rules in the gold and cryptocurrency markets. Remember how much debt they have, $35 trillion. Essentially, these are two alternative segments to the global currency market. Washington's actions in this direction clearly demonstrate one of America's main objectives. They are very eager to solve the problem of declining trust in the dollar. The US, just as it did in the 1930s and 1970s, will solve its financial problems at the expense of the entire world, driving everyone where? Into the cryptocurrency cloud. Over time, when part of the US national debt is placed in stablecoins, the US will devalue that debt. Once again, in simple terms, right now they have a $35 trillion currency debt. They move it into crypto, into the cloud, devalue it, and start from scratch. Точно на место се што е кажано, идејата е дека преку интегрирање на стейблкоините и признавање на стейблкоините како парично средство од глобален аспект, со оглед на фактот дека 99% од стейблкоините кои што се користат во целиот свет се базирани на долари, автоматски прва работа која што сакаат да ја направат е целосно да го девалвираат долгот на глобално ниво. Како ќе го направат тоа, очигледно Антон не објасни овдека, но ние тоа ќе се обидеме да го објасниме преку најможни прости примери. Со тоа што нормално, прво, како што гледате овдека под моето лого, под мојата профилна слика, ќе разговараме за тоа што уствари представува девалвација на долг. Значи, ние прво треба да објасниме што представува девалвација на долг, за да можеме да разговараме како понатаму сето ова планирале да го направат американците на глобално ниво. Значи, девалвација првенствено доаѓа од девалвација на самата валута. Девалвација на долгот е само нус производ на девалвација на валута на одредена држава. Со тоа што знаеме дека девалвација на одредена валута, веќе го објаснивме со затворен економски систем, но јас одлучив ова да го представам табеларно, да го представам на еден основен, би рекол, график, за да може да видите како функционира една затворена економија и да разберете што уствари представува инфлација, која што е базирана на девалвација на валутата. Значи, инфлацијата која што ние имаме, која што представува поскапување на цените на секојдневните добра кои што ги купуваме, доаѓа директно од намалување на вредноста на средството кое што го користиме да ги купиме овие прехранбени продукти, например. Така. Со тоа што да речеме дека во една затворена економија имаме, како што кажавме, че ова е една соба во која што имаме $2 и 2 јаболка. Автоматски едно јаболко ќе биде еднакво на $1. Така. Кога во оваа соба ќе се додадат дополнителни средства, во оваа ситуација дополнителни $2, ние автоматски имаме ситуација во која што едно јаболко сега би коштало $2. Така. Додека обратно, доколку од оваа економија, оваа соба која што е затворен економски систем, одземеме $1 од правобитната состојба, доаѓаме во ситуација во која што сега имаме повеќе јаболка од долари, што значи дека автоматски едно јаболко ќе кошта $0,5. Автоматски, што ви покажува овдека? Дека ако државата представува еден затворен економски систем, колку повеќе долари има во циркулација, колку повеќе државата принта и вбризгува долари, односно тоалетна хартија во боја во економијата, толку повеќе цените на секојдневните средства кои што ги купуваме и услуги ќе растат. И обратно, доколку се случи ситуација која што ретко се случува, да ја намалат количината на тоалетна хартија, односно пари во системот, толку повеќе и цените на овие продукти ќе се намалуваат. Значи, така функционира еден конкретен пример на економија во однос на парични средства и во однос на услуги и добра кои што можеме да ги купиме со овие парични средства. Со тоа што ова веќе го обработивме во, ако се сеќавате, видеото и презентацијата која што направивме во Минхен, каде што разговаравме за што? За M2 Money Supply. Тоа е практично паричната маса на пазарот.
Каде што рековме, колку повеќе се зголемува количината на пари на пазарот, значи ова е извадок од тоа видео, слободно може да погледнете на нашиот канал, толку повеќе може да видите дека инфлацијата, односно се покачува вредноста на добра услуги и ресурси. Така, значи ова што го гледаме овде, а во исто време можеме да видиме дека вредноста на валутата која што се користи како парично средство во оваа ситуација е доларот, се повеќе се намалува. Што значи дека ова е начинот на кој што функционира една економија на долг рок. И не постои ниту една земја која не го прави истото. Како што го видовме тоа како пример во Америка, истото го видовме и во Европа, и во Кина, и во Мала Британија. Значи не постои ниту една земја во светот која што не го прави токму ова. Во однос на тоа зошто и како се принтаа пари, како што веќе кажавме, имаме различни видови на причини зошто тоа се случува. Првата и најбитна е купување на обврзници, односно долг, каде што Централната банка купува долг од владата со цел да бризга количина на пари која што ја позајмува на владата, за да може да на некој начин ги оплати сопствените долгови и да продолжи да функционира. Многу битен пример, запамтете го. Другите два примери овдека не се битни, како позајмување на банките и помош на банките како бейлаут, моментално не се битни. Ова е најбитниот дел кој што директно ќе биде, така речено, поврзан со стейблкоините кои што моментално се користат токму за оваа намена. Односно, принтање на пари од страна на Централната банка со цел да ја позајми на владата за да може да го врати сопствениот долг. Запамтете го ова, ќе го разговараме малку подоцна. Сега, кога се случува намалување на вредноста на валутата, имаме и позитивни, не се само негативни аспекти од ваквото намалување на една валута и нејзината вредност, каде што доколку владата со одредени монетарни политики, како што веќе кажавме, сега дали е тоа владата или Централната банка, овдека не интересира, без разлика. Значи, зборуваме кога државата како ентитет применува било каков тип на монетарни политики со цел да ја намали вредноста на нејзината валута, добива одредени позитивни и негативни последици од ваквиот процес. Кога се намалува вредноста на вашата валута, во исто време, многу битно, значи, кога имате прилив, односно увоз, истиот се поскапува, се разбираме. Значи, ако вашата валута почнува да губи на вредност, автоматски се што сака, да речем, ентитетите во вашата држава да купат од надвор, ќе кошта многу повеќе, затоа што вашата валута изгубила на вредност. И обратно, ако вашата валута се намалила на вредност, тоа значи дека сите оние кои што од надвор сакаат да купат нешто од вашата држава, ваквите добра и услуги стануваат се попримамливи, затоа што колку е по ниска вредноста на вашата валута, автоматски толку по примамлив е вашиот пазар за надворешните ентитети и толку повеќе извозот од вашата држава е по практично популарен и повеќе расте, што донесува до различен тип на трейд баланс, односно на баланс помеѓу тоа колку должите, тоест колку увоз и колку извоз имате во една држава и што доведува до што? До економски раст. Колку повеќе извоз, толку повеќе производство, толку повеќе економски раст. Тоа значи дека за една држава да има намалена вредност на сопствената валута и не е така лошо, но има и негативни страни. Односно, еве прост пример, каде што можеме да видиме дека Кина и Индија моментално екстремно се стремат кон тоа да имаат екстремно ниска вредност на валутата, која што прави? Прави се поатрактивни да бидат нивните извози, затоа што дури да ставите тарифа, со оглед на фактот дека нивната валута е намалена, и овие тарифи нема да бидат толку голема пречка за извозот на услуги и добра од овие земји да биде популарен. Од друг аспект, со ова ја намалува, тоест дури во обратна насока, го зголемува црплас, односно вишокот на извоз кој што го вршат кон остатокот од светот. Односно Кина моментално, поради, пак ќе кажем, ниската вредност на нејзиниот юен и масивноста на нивната производство, има огромен вишок, така речено, на извоз со сите останати земји во светот. Што значи дека на овој начин се повеќе и повеќе расте економски, значи едноставно се тоа помага за истата да се развие и да расте економски, а пак ќе кажем, има и негативни страни, каде што во исто време ваквиот развој и раст економски доведува до што? Доведува до инфлација. Затоа што колку повеќе, нели, како што кажавме, сето ова расте, се развива како една економија, толку повеќе растат и цените на се останато, автоматски доаѓаме до што? До инфлација, односно раст на инфлацијата во една земја. Колку повеќе се намалува вредноста на вашата валута,
поради политиките кои што ги применува државата, толку повеќе расте инфлацијата на сите услуги и добра. Односно, во оваа ситуација, девалвацијата на вашата валута, како што веќе видовме, колку повеќе ваква валута имаме во оптек, толку повеќе почнува да расте инфлацијата на секои услуги и добра кои што ги правите на сопствена територија. Што значи дека тоа е едно од најнегативните, би рекол, во оваа ситуација последици од ваков тип на намалување на вашата валута. И сега овде ќе има уште некои дополнителни што нема да значи во моментов не се битни, да не така речено, ги буниме луѓето малку повеќе колку што е потребно. Сега да објасниме како функционира девалвација на сопствената валута и на овој начин како практично се девалвира и самиот долг. Така. Значи ова е поврзано и е на некој начин магија која што многу од луѓето се уште за жал не ја разбираат доволно добро. Значи, ПЦ е нашиот пример за девалвација на валута со цел девалвација на државен долг во затворен економски систем. Да речеме дека во еден практично систем, како што е американскиот, ПЦ му позајмил на дедо Трамп $2 по зајмите. Каде што во оваа економија моментално имаме $2 во циркулација. Тоа се парите кои што ПЦ му ги дал на Трамп, кои што представува државата, и сега Трамп како влада, држава, како сакате, ова позајмица од $2 ја користи за да си купи, не знам, лижавче, така, не знам, си купува што сака. Со тоа што во американската економија он практично овие $2 ги внел. Што значи дека сега моментално американската економија има вкупно $2. И според овие $2 ние веќе имаме поставен економски систем за тоа како моментално изгледа цената на секој добро кога во самиот затворен циклус на економија имаме само $2. Сега каде овде станува малку покомплицирано? Кога треба државата да ги врати сопствените средства кои што ги должи на нејзините доверители, тоа не го прави на стандарден начин како што тоа би го правил ПЦ. По превод, ако вие ми позајмите мене пари, јас не можам да испринтам пари и да ви ги вратам, што значи дека јас треба да најдам од друго место или да ги заработам за да можам да ви ги вратам овие пари кои што ви ги должам. Но кога станува збор за државата, истата има магија, така наречена принтер на пари. Каде што Трамп, кога веќе ги потрошил овие $2, он нема да се обиде да ги заработи да ги врати на ПЦ, туку едноставно ќе ги испринта. Повторно, за волја на интересот да го објасниме ова, да не навлегуваме во тоа како конкретно се принтаат пари, тоа е многу покомплициран процес, но денеска да речеме дека Трамп ја има моќта, односно државата има моќта директно да испринта било која количина на пари кои што и се потребни со цел да може да го врати долгот кој што е веќе достасен. Што значи, Трамп оди во принтерот, прави излегуваат $2 нови кои што досега не биле дел од економијата во Америка и овие ново создадени долари ги враќа на ПЦ. ПЦ и понатаму нема апсолутно појма дека овие 2 ново испринтани долари уствари се долари кои што досега не биле дел од овој затворен економски систем. Но тоа не го менува фактот дека во моментот кога Трамп ги вратил овие 2 ново создадени долари на ПЦ, ние сме стигнале во ситуација во која што сега американската економија од затворен тип има дупла количина на парични средства. Да се вратиме назад. Кога веќе ова го имавме како пример, значи многу едноставно можеме да видиме што се случува во моментов. Кога ние сме ја дуплирале количината на долари во економскиот систем, автоматски сега секој јаболко кошта дупло повеќе за разлика од моментот кога се уште не били испринтани овие средства и вбризгани во економскиот систем. Што значи она што ПЦ не го знае е дека он, иако ги добил овие средства назад, истите коштаат, истите вредат многу помалку во овој момент. Односно, кога сега ПЦ ќе сака да отиде на пазар, како што веќе кажавме, пред да му ги даде овие средства на Трамп, едно јаболко коштало $1, затоа што во целата американска економија ние сме имале вкупно $2, а тоа го видовме од претходниот пример. Така, во оваа ситуација, кога Трамп го ги вратил овие $2 кои што му ги должи на ПЦ, сега ПЦ оди на пазар и затоа што имаме економија која што сега има дупло поголема количина на парични средства, сега едно јаболко кошта $2. Зошто? Затоа што големината на паричните средства во економијата направила јаболката да бидат многу поскапи, односно инфлацијата на јаболката пораснала. И сега ПЦ кога ќе дојде на пазар да си купи јаболко и кога ќе му кажат дека поради тоа што поминале еден ден и количината на средства се зголемиле дупло, а тоа нормално самиот не го знае затоа што не разбира економија до овој степен,
он не може да разбере зошто сега едно јаболко кошта дупло повеќе од претходниот ден. Автоматски државата е проблемот во оваа ситуација кој што може во било кое време да испринта повеќе пари и на тој начин што се случува? Она го споделува долгот кој што го поседува со вас преку намалување на вредноста на сопствената валута. Значи, еве на овој начин ние доаѓаме во ситуација во која што државата постојано го намалува долгот, односно вредноста на долгот на долг рок со тоа што го раситнува. Вредноста на валутата постојано се намалува, нејзината куповна моќ постојано се намалува, автоматски и вредноста на долгот која што она го должи кон сите останати, без разлика дали се физички или правни лица во сопствената економија, е се помал во вредност, се разбираме. И сега ова е до момент каде што објаснивме зошто тоа го прави една држава. На тој начин го девалвира сопствениот долг и го споделува со вас преку намалување на вашата куповна моќ. А во исто време, ваквото девалвирање на вашата куповна моќ преку намалување на вредноста на паричното средство и зголемување на количината на паричното средство во економијата, како што веќе кажавме, колку е поголема паричната маса, толку повеќе се девалвира вредноста на глобалните валути, а расте цената на се останато. Без разлика дали се акции, дали е биткоин, дали е недвижност, дали е злато, апсолутно се расте во вредност наспроти секојдневните парични валути. И како што можеме да видиме, во последните 100 години, на овој начин, Америка успеала да ја девалвира вредноста на сопствениот долар за 99%. Ова не сум го кажал јас, ова, како што може видите и сами, го кажала нивната држава, односно Бирото за статистика на, пак ќе кажем, на труд. Значи, еве како моментално, преку девалвација на сопствениот долг, на локално ниво, во сопствената економија, една држава, така речено, го намалува и вредноста на сопствениот долг. Сега, ова не е прв пат, значи ова сме го виделе многу пати до сега, каде што на овој начин Германија, Зимбабве, Унгарија, Германија и Унгарија веднаш после Втора светска војна, а Зимбабве во 2007 година, преку хиперинфлација направила така речено нејзиниот долг да биде, пак ќе кажам, премногу висок, но постојано со принтање на пари, истиот е така речено небитен. Се разбираме. Доаѓаме во ситуација во која што истиот е инфлейтиран, значи е премногу, да речем, зголеме, што едноставно, како што гледате и сами, во оваа ситуација државите едноставно колабирале комплетно и почнале од самиот почеток. Се разбираме. Тоа што Русија се обидува да го објасни е дека потенцијално ваков сличен момент можеме да видиме и со муриканскиот долг. Ова е крајот, значи секоја, како што веќе кажавме, економија која што е базирана на тоалетна хартија во боја, односно пари, ќе заврши на истиот овој начин. Со екстремно голема инфлација, кога нема да може овие држави да го вратат сопствениот долг. Као што во оваа ситуација тоа сме го виделе во Германија, веднаш после Втора светска војна, каде што истата била принудена да плаќа, но не во сопствената валута, и на тој начин истата морала да принта големи количини на германски марки со цел да купи доволно странска валута која што била одобрена за да може да ги плати воените репарации. Како повеќе принта пари, така повеќе расте инфлацијата. Како повеќе расте инфлацијата, така мора да принта уште повеќе пари. Автоматски тоа е затворен круг кој што предизвика што? Целосен колапс на германскиот економски систем и уште пострашно во Унгарија, дури и, верувале или не, подраматично од Германија завршило се тоа. Така да, што сакам да ви кажам? На овој начин државите практично прават целосен ресет и почнуваат од апсолутна нула, што потенцијално ќе го видиме порано или подоцна и со муриканската економија. Сега, доаѓаме на вториот дел кој што е како Америка се обидува тоа да го направи на глобално ниво. Односно на овој начин, сега како ова планираат американците да го прошират на глобално ниво. Односно, како што веќе кажавме, до сега моментот на позајмување во Америка се базира на Америка. Што значи дека најголем дел од позајмиците на Америка се уште се во самата држава. За било кој друг да може да позајми на Америка и да купи мурикански долг, истиот мора да биде соодветна институција, мора да биде пак акредитирана институција, држава и така натаму. Што значи дека многу малку, би рекол, институции, субјекти и физички лица имаат привилегија да купат мурикански долг. Нешто што моментално на Мурика и е проблем, затоа што на Мурика моментално е потребно било кој што сака
да може да биде ПЦ и да купи мурикански долг. Сега, како они планираат тоа да го направат на глобално ниво? Преку овој Genius Act, ова е закон со кој што моментално се легализираше стейблкоините од приватен карактер, како USDC, USDT, BUSD и така натаму, да бидат легално платежно средство. Со тоа што овие субјекти кои што ќе имаат право да минтаат ваков тип на стейблкоини, ќе бидат приватни субјекти, но ќе бидат дебело, да речем, предводени и ќе биде вршена постојана контрола од страна на највисоките финансиски субјекти во Мурика. Сега, зошто е ова толку битно? Она што го видовме од 18 јули, кога за прв пат беше донесен овој акт, дојдовме во ситуација во која што имаме огромна популарност и односно можеме да видиме дека популарноста уште пред донесувањето на Genius Act, и тоа зборувам почетокот на 2025 година, за купување на во оваа ситуација токенизирани хартии од вредност, екстремно порасна. Значи, од почетокот на година, каде што вкупниот маркет кап на токенизирани хартии од вредност во на блокчейн беше 3,6 милиарди долари, до моментот кога беше донесен овој акт, веќе беше дупла количината на маркет капот на овие токенизирани обврзници на 6,6 милиарди долари, за истиот моментално да изнесува 8,3 милиарди долари за само 2 месеци од донесувањето на овој акт. Зошто е толку битно и зошто имаме толку голема популарност? Зошто ова токму сега преку стейблкоините е поврзано директно со токенизирање и чување на обврзниците на Мурика од страна на овие големи ентитети кои што минтаат стейблкоини. Односно, преку Genius Actот, ова е да речем основните карактеристики на самиот закон кој што е донесен. Вели, се така речено доставува соодветна регулатива за тоа како ќе бидат регулирани овие стейблкоини кои што се pegged на самиот долар, значи имаат иста вредност како доларот, и пазете во сега ова. Се бара од оние компании кои што ќе минтаат стейблкоини да држат во противвредност на количината на изминтани стейблкоини или кеш на сметка или краткорочни обврзници на Мурика, односно да купат долг на Мурика. Сега, зошто е ова толку битно и како се тоа ќе предизвика, така речено, глобално да се сподели долгот и девалвацијата на муриканскиот долар. Односно, преку овој акт, вие практично индиректно дозволувате на било кое физичко и правно лице од светот да купи практично хартија од вредност, односно обврзници на Мурика и да учествува во долгот на Мурика. Сега, зошто е ова толку битно? Она што јас го сватив што од самиот почеток и кое што мене ми беше идејата што уствари се обидуваат да направат е дека се обидуваат да добијат поголема маса на капитал со цел да го одржуваат сопствениот долг. Затоа што ако вие дозволите преку стейблкоините со нивното минтање креаторите на стейблкоините да купуваат обврзници за секој изминтан долар, вие практично правите индиректно секој што ќе изминта било која количина на долари во USDC, USDT, BUSD и така натаму, да практично бидат со позадина на мурикански долг. Тоа беше мојата помисла и воопште не сум бил грешка, но овдека одиме еден чекор понатаму, тоа што моментално го кажа и самиот представник на руската влада. Како функционира еден креатор на стейблкоини и како истиот прави пари. Овдека прво треба да го разбереме принципот на овие компании, за да разбереме како ова ќе предизвика девалвација на долгот на Мурика на глобално ниво. Ова е Tether. Tether е најголемата компанија со најголемиот стейблкоин по маркет кап USDT, кој што ПЦ дава пари на некоја менувачница, менувачницата ги собира сите овие пари и ги заменува, значи како парични средства во Tether за одредена количина на USDT. Што значи дека, да речеме, ПЦ, Тале, Кире и останатите заедно собрале 1 милион долари, кои што ги депонирале на една менувачница, че ова е наједноставен пример, и менувачницата истата ќе ги замени овие 1 милион долари во USDT стейблкоин, кој што има иста вредна како 1 милион долари кеш. Како го прави тоа? Со тоа што ќе уплати 1 милион долари на компанијата Tether, која што овие кеш 1 милион долари ќе ги замени со USDT стейблкоини,
и овие стейблкоини ќе бидат распределени на Кире, Тале, ПЦ и така натаму, кои што помеѓу себе, нели, ги уплатиле овие средства за овие стейблкоини. Што значи дека крајната цел на индивидуите е исполнета. Они имаат стейблкоини. Додека Тетер како компанија, оваа количина на кеш нема да ја држи како кеш, туку ќе ја замени за најразлични капитални добра. Со тоа што нас моментално највеќе ни интересира што? Government bonds, односно краткорочни обврзници на Мурика, односно долг на Мурика. Со тоа што прави во оваа ситуација? Во оваа ситуација Тетер со овој кеш, наместо да го чува како кеш, затоа што така нема профит, истиот купува краткорочни обврзници, да речеме од 3 месеци на Мурика, а за тоа овие $1 милион на крајот доаѓаат каде? Во владата на Мурика. А владата на Мурика на Тетер му издава обврзници од 3 месеци. Значи дека на крајот од овие 3 месеци Тетер ќе добие солидна количина награда за овие 1 милион кои што ги позаемил на владата и на тој начин Тетер прави профит од минтање на стейблкоини. Иначе на Тетер нема да му биде исплатливо да изминта ниту $1. Значи на овој начин било кога ПЦ ќе дојде од целиот свет, без разлика дали е ПЦ од Македонија или е Пјер од Северноафричка колонија Франција или е Уку Напуна од Зимбабве, било кој што ќе изминта $1 откако Genius Actот е влезен во ефект, еве да речеме дека во оваа ситуација ПЦ сака да замени $1 во 1 USDC. Во моментот кога ПЦ ќе уплати овој $1 во Circle, тоа е втората по големина компанија која што врши минтање на стейблкоини и вториот по големина стейблкоин USDC. Во тој момент Circle на ПЦ му исплаќа 1 USDC за доларот кој што го добил, а доларот го користи со што? Да купи обврзници, односно долг од Мурика. И на тој начин, од претходната состојба, каде што ние имавме само внатрешна сума на пари и луѓе кои што може да ги користат своите пари со цел да купат мурикански долг, сега доаѓаме во ситуација во која што тоа може да биде направено на глобално ниво преку овие компании кои што вршат минт на стейблкоини. Односно, целиот свет, сите пециња, сите пјерови и сите африканци во светот, сега ќе можат со минтање на пари индиректно да помогнат во што? Во девалвација на долгот на Мурика и во девалвација на муриканскиот долар. На тој начин, сега оваа девалвација на вредноста, која што ние сега сме на некој начин имале само во Америка, ќе се одрази во целиот свет. Односно, колку повеќе изминтани долари, толку повеќе купен долг, толку повеќе количина на долари ќе биде вратена назад, како што веќе кажавме, затоа што сега ова принтање на пари ќе биде распределено низ целиот свет, не само во нивната внатрешна економија. И на тој начин ние доаѓаме во ситуација во која што кога сите овие долари кои што ќе бидат испринтани и вратени назад во светот, ние практично ќе добиеме девалвација на вредноста на доларот на глобално ниво, а во исто време инфлација на се останато што се мери во доларот на глобално ниво. Или така наречена Трампономикс, ако мене ме прашувате, ја би можел така да го наречам ова, односно на овој начин Трамп и пак ќе речем Genius Actот направија стейблкоините да бидат искористени индиректно. Значи ПЦ не ни знае дека со минтањето на USDC помогнал во купување на мурикански долг на глобално ниво и во девалвација на долгот на Мурика на глобално ниво. На тој начин сега не само Америка, туку целиот свет и сите оние кои што купиле стейблкоини се дел од така речено помошта на Мурика да на некој начин го девалвира сопствениот долг. И дополнително, ова оди уште еден чекор понатаму, односно перверзијата на Мурика, посебно ова што ќе слушнете од Майкл Сейлор моментално, е толку голема што Майкл Сейлор ова го предложил директно на Трамп со цел не само потенцијално да се направи ова преку стейблкоините, туку уште еден чекор понатаму да се искористи биткоин со цел да се направи целосна девалвација на златниот пазар и на тој начин капиталот од златниот пазар да се префрли во биткоин. Пак ќе кажам, гениално, многу опасно и кој знае во иднина потенцијално возможно. Слушнете што има да каже Майкл Сейлор како предлог за тоа како Америка ќе може да си го плати сопствениот долг, а во исто време да го уништи златниот пазар и да ги остави сите оние кои што купуваат злато да имаат безвредно злато во сопствените сефови. The very simple idea is
buy 20 or 25% of the Bitcoin network on behalf of the U.S. government, catalyze the development of that World Reserve Capital Network, and then let all the Chinese and the Russians and the foreigners sell all their other assets and buy Bitcoin, and then the money flows into the United States. If you want to put значи првично што вели. Вика, замислете кога Америка би купила 25% од вкупната количина на биткоин на пазарот, затоа што Америка може да испринта пари и да купи колку сака биткоин. На тој начин, вика, вие ќе направите биткоин да стане една од најголемите и најновите капитални средства кои што ќе бидат користени на глобално ниво како капитално средство, значи нели, средство кое што на некој начин ја заштитува вредноста на вашата капитална моќ. А во исто време, вика, на тој начин ќе ги натерате сите останати држави да мораат да почнат да продаваат друг тип на средства со цел да влезат во овој пазар пред да биде прекасно, и на тој начин вие ќе ги натерате да учествуваат во ова ново капитално средство кое што вие веќе имате голема количина. Значи дека на тој начин вие веќе сте во предност и многу поголем профит за разлика од нив. И слушате о сега вториот дел. Значи која перверзија, но морам да кажам гениално смислено. A great twist on it. Dump your gold, sell all the US gold, buy Bitcoin, then the trade is free because you could buy 5 million Bitcoin for the cost of the gold. You will demonetize the entire gold asset class, and our enemies hold gold in their banks, so their assets would go to zero. Our assets would go to $100 trillion, and we would control the world's reserve capital network as well as the world's reserve currency network. Значи, колку и да е брутално, но навистина реалистично. И ако има некој мута да го направи ова, дефинитивно може и да работи. Односно, вели вака, продајте ја, вика, целата количина на злато која што моментално имаме во Америка, вика, за тоа ви купиле потенцијални 5 милиони биткоини, што значи дека цената на биткоин ќе направи екстремно голем скок, додека ако вие ги продајете сите резерви на злато со цената држава, ќе направите вредноста на златото на глобално ниво да падне на смешно голема количина на цена. Автоматски ќе ги принудите сите останати влади да си ги продаат сопствените златни резерви, или ако не ги продадат, да дојдат во ситуација во која што вредноста на нивните златни резерви ќе биде без никаква. Значи, едноставно, ако вие имате ситуација во која што 25% од вкупната количина на злато е во рацете на Америка, ја продадете веднаш, купите биткоин, автоматски вие ќе направите енормно голем дамп на вредноста на златото, а екстремно голем памп на вредноста на биткоин. Автоматски ќе ги принудите, како што каже и самиот Майкл Сейлор, вашите непријатели да го направат истото. Во спротивно ќе останат со ситуација во која што златото ќе биде вредно ништо, а биткоин кој што ќе биде новото капитално добро кој што очигледно ќе има екстремно голема вредност, ќе има многу голема вредност во оној, пак ќе речам, стратешка резерва која што вие поседувате во Америка. На тој начин вие што сте направиле? Сте ги неутрализирали сопствените непријатели и нивното најбитно капитално средство злато, а во исто време сте направиле новото капитално средство да има екстремно голема вредност. Вика, нивните резерви ќе отидат до нула, а нашите резерви во биткоин ќе бидат вредни 100 трилиони долари. Автоматски ќе имате доволно и да го отплашите, и да го отплатите вашиот долг, и се наоѓате во позиција во која што вие не само што ја контролирате светската валута доларот, туку го контролирате и новото, најбитно, најголемо капитално добро во светот, а тоа е биткоин, односно она во кое што сите ќе сакаат да ја заштедат својата капитална количина, односно капитална вредност. Нели, она што го поседува. Пак ќе кажам, гениално, страшно, но директно од устата на Майкл Сейлор. Ако некој има муда ова да го направи, Господ нека ни е на помош на сите. Верувам дека уживавте, многу ви се допаѓа нашата работа, како и секогаш, и пеце нормално. Поддржете не, станете дел од нашата Patreon заедница. Линк до Patreon заедницата може да најдете во дескрипција на секој од нашите видеа. Значи може да дојдете 7 дена да пробате да видите како е да се биде дел од најголемата македонска криптоинвеститорска заедница, каде што пак после овие 7 дена доколку ви се допаѓа, може да уплатите чланарина и да останете да бидете дел од истата. Привилегиите кои што ги добиете е дел од сите наши чатови, каде што секој од нашите членови помага со своји идеи, своја едукација, своји информации на најразлични теми, со цел самата заедница да биде постојано информирана и да биде постојано во тек со она што се случува во макроекономијата, крипто и геополитиката. Дополнително имате директни пораки до нас, кои што ние ги одговараме еднаш дневно. Имате лайвстрим кој што еднаш месечно го организираме само за нашата Patreon заедница на Patreon апликацијата, и имате пристап до овие офлайн материјали, како што е моментално ова видео, кој што ќе биде доставено до вас
веднаш што ќе биде направено, а потоа и во соодветно време на нашите канали. Така да сите материјали кои што прво се обработени ги доставуваме до нашата Patreon заедница. И дополнително, да го сакате, може да го обновите вашето членство и на годишно ниво, само следете ги инструкциите на овој постер, може да го најдете на сите наши социјални мрежи и може да го направите тоа во било која валута, која што ви одговара, само пишете ни на cryptogamija@gmail.com, а ние ќе ви излеземе во пресед. Ви благодарам на помошта, ви благодарам на поддршката и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGamija.